со полицијата и со политичките лидери. Меѓутоа, има една абсурдност која деновија прочита дека владата предлага со лустрирањето, меѓу другото, да бидат опфатени и осудените за организиран криминал и така натаму. Што не ми изгледа логично во оваа ситуација на досијата, уште повеќе што деновија па прочитав една, односно слушнав еден абсурден податок од новиот председател на Републичкиот судски совет дека во Македонија само 60 предмети има за организиран криминал, стокмени во судиите, и ние сакаме заради тоа да правиме башка судови, башка истражни оделенија. Значи, де факто треба да заборавиме и на тајкуните и на тој тип на организиран криминал. А што правиме со новинарите? Само да се надоврзам на ова, е уште еден прилог во мојата теза дека во оваа држава раководењето треба да го преземат професионалци од службата за државна безбедност. Бачев. Бачев, ако продолжите вака, имам две солуции. Или да ви избркам во студио, зашто е тоа сплотено на моето обедување. Само ќе го видиме тоа што го рече Путин, што го правил во Русија. Инаку нема да го видиме. Каде е Русија? Тоа е само потврда на теза дека полицијата вазва и филтрира на политички функции за да развиват ова милитантна структура. Не филтрира полицијата. Ние се бориме со легални политички средства да дојдеме во позиција да ги средиме состојбите во државата. Која полиција се бори со легални политички средства? Не. Поранешни како вработни, сега што сме легалните кои се. Сега што сме легалните, не ги добре. Да, што сме биле вработени во МВР, што сме сега, што имаме, што тераме сега политички ангажман. Значи што ги знаеме состојбите и со тој политички ангажман, ако дојдеме да практикуваме некои работи како власт едно друго, тогаш ние гарантираме дека состојбите во оваа држава ќе цветат. И со Руси вика дека значаен дел од таа структура се провала на партиите со досијата. Сега ќе ви кажам, сега до тоа. Тие невладени организации најзначени, што се во Македонија, тоа не е тајна, ја можам да тврдам, тоа се експозитори на странски разузнавачки служби. Тие невладени организации, тие направи едно чудо лоша работа за време на војната. Тоа се го кажете така, ти треба поименично да ги кажете. Еве сега ќе одам поименично. Јадран Кубово каже прегеска, сега ние се свртаме на една димензија, дај да ги видиме со работниците и на така наречени западни служби. Не треба селективно да одиме сега. Еве ќе го кажам примерот, една невладена организација Транспарентност. Имаше еден судир. Таму директно застанаа германската разузнавачка служба БНД за дамата и ЦИА за еден лобист косовски. Тоа беше судир во позадина на службите. И тие невладени организации, немаме невладен сектор во Македонија. Тоа се експозитори. Од кај вие тоа знаете? Тоа го им гледам во белешки служби. Од кај вие тоа знаете дека стојат тие две служби која не сте активни? Врз база некои мои претходни сознанија. И врз база некои мои сега, па сега не сум вчерашен, имам канали некои во МВР. И тоа значи дека работи тој систем на подошење надвор од треба да го разбиеме политичката манипулација. Тоа треба сега вечерва предлагачот да не сослуша, да видиме доблес да ги вгради овие забелешки. Ако ние сакаме да го направиме тој процес, ние се сите тука теоретизираме, мора да изработиме квалитетен закон. Квалитетен закон што ќе ги вметнеме тие сите категории, ако сакаме да ги илустрираме. Ако не, и понатаму ќе се остане тој систем. Ајде да бидам директен груп кои би биле, на пример, прв полицаец или не дај Боже премиер со оваа милитантна позиција која имате, кого први би апсале? Јас гарантирам дека дојдат тајкуни до сега ќе се најда неколку луѓе не во затвор како што се кажува ќе се прави конфискација. Но јас верувам дека тој имот ќе им беше вратен на државата, ќе беше одземен. Има и тоа не треба по судски постапки. Службата, државата и си има своји механизми, си има фини методи што да луѓе треба. Кој ги чува досијата на блокадите кои полицијата знам дека ги правеше во однос на тоа како се лиферуваа средствата, кои беа конекциите на српските служби во Македонија во однос на трансферите и така натаму. Кај се тие досија? Па еве кажав, со таа поделба на